Во услови на пандемија, како што е оваа со новиот коронавирус, ранливите групи на нашите сограѓани стануваат уште поранливи. Многу лица со попреченост се зависни од услугите кои се прекинати, а нивните семејства треба да обезбедат резерва со храна и лекови. Бремените жени се соочуваат со дополнителен страв за своето и здравието на своето бебе. Нееднаквата положба во која се наоѓаат жените и девојчињата се продлабочува, а родово базираното насилство расне. Ним им треба нашата помош. Тоа се наши соседи, членови на нашите семејства, членови на нашата заедница. Фондот за население на Обединетите нации во соработка со кабинетот на председателот деновиве ги испорачува првите пратки на донирана помош токму за овие наши сограѓани. Жените, особено бремените жени, старите лица и лицата со попреченост. Обезбедувањето вистинска грижа ја јакне безбедноста, достоинството и правата на овие лица. Максималното искористување на експертизата на Фондот за население на Обединетите нации и социјалната мобилизација треба да се искористат за да се подигне свеста, да се заштити и да се пружи поддршка на жените, семејствата и заедниците. Да бидеме хумани и солидарни, бидејќи сите сме загрозени. Донацијата на УНФПА е првичен одговор на дефинираните потреби на здравствениот систем за справување со COVID-19 во државата. Таа се состои од 2800 парчиња хигиенски средства, кои се донирани на трите јавно здравствени установи во државата, а тоа се Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје, како и специјализираната гинеколошко-акушерска болница во Чаир. Овие хигиенски средства се наменети првенствено за старите лица, за жените и за бремените жени, како и за лицата со попреченост. После оваа првична донација следеше и втора донација, која што е спроведена заедно со програмскиот партнер на УНФПА, невладината организација HERA, и тоа донација на пакети хигиенски исто за лицата со попреченост кои што се наоѓаат во деловите изолирани во државата, и тоа во Дебар и Центар Жупа, додека дополнителни донации за Скопје и за Куманово следат во наредниот период.